честитки за изложбата, една необична изложба. Гледаме коцка во сите можни варијанти. Еве, кажете ни, нели, од каде идејата, од каде инспирацијата за многу слики, а во сите слики да биде во фокусот на вниманието коцка? Ви благодарам на прекрасните зборови. Знам дека секогаш сте биле безпрекорни за да не пратите, да не промовирате. Ви благодарам на убавите зборови, на комплименти сега што ги слушав и на изложбата, како на еден уметник пред се многу му значи тоа кој ќе каже нешто, некој нели од публиката кој каже нели ми се допаѓа ова, нели ми буди некој убаво чувство и пријатност. Повеќето ќе каже дека е малку нели апстрактно, неразбирливо, но гледам да го доближам, значи, мислам, мојата уметност да ја доближам баш, значи, до окото на самата публика. Инспирацијата почна од самите, значи, оние школски денови, од факултетските денови, да го развиваме тој наш израз во изразување, да биде, значи, посебен, нашето чувство, оној сензибилитето што го има, но бидејќи со на мојата професионална деформација за конзервација и реставрација, паралелно, значи, тие се испреплеткуваат и во самото моје творештво. Сликата, значи, за самиот квадрат или коцката, сега во овој случај дводимензионална е квадратот, но во еден метафизички свет кој се оправдува е коцка кај што е тродимензионална. Бидејќи онака кога ќе еден сегмент на разгледување во самата нашата христијанска уметност, кој ќе ги видам символите, нели, нивното значење, во сакралната уметност најзастапени се светителите, каде што нели нивната аура е со кружница, символот за трансценденталноста е самиот триаголник и символите кои ќе ги разгледаме во старите цивилизации низ културата, низ уметноста. Така дојдов до едно прашање, се запрашав, добро, вика, символот, например, за човекот кој би бил. Затоа, например, еве, самото разгледување, секој од нас, нели, живееме во 4 ѕида, во куќа, во едно обкружување, таму ми почне таа инспирација, значи, коцката која е стабилна, што од сите страни е што се вика нели, заокружена, затворена, и од таму тргнав со самото истражување. На човекот како битие најбитно, нели, како материјално што обстојува на земјата, најпотребно му е водата и воздухот, што се идентификува со сината боја, па затоа и синиот квадрат и коцката се присуството на божествената природа во самиот човек. Ова е 10-та јубилејна изложба. Можете да забележите, еден колега ми рече, зашто толку си направила дела, сите ќе знаат колку години имаш, и точно, значи, по бројноста на делата го славаме и јубилеот, како што и дипломирав и како што се развија понатамошното мое творештво. Под снежните години магистрирав на конзервација и реставрација, паралелно, значи, тоа го остварувам. Исто така со Друштвото на ликовни уметници на Македонија, исто така твориме со групни представувања, како тука во нашата држава, така и надвор од земјата, со исто излагање со ликовните колони, што ги запознаваме нашите колеги, но меѓутоа ради оваа, нели, пандемична ситуација малку ќе одмориме, ќе паузираме, но сепак благодарение пак до институциите што не замира баш оваа наша дејност, сепак мораме да го држиме тој континуитет. Имате ли веќе идеја или веќе работите на нешто ново? Секогаш таа идеја некако цело време се преобликува, некаде ќе паузира, ќе застанеме, па нешто со ново излагање или пак се навраќаме на нешто старото, да се прииспитаме до каде сме, што сме. Така да среќа што го имаме тој континуитет и тој сензибилитет што уште трае, така како едно жарче што потајно трае во нас.